Време е за нашата утринска тема. Оние кои што не следат од почеток, веќе најавив дека зборуваме за семејното насилство и за она кое што е проблем на нашето општество веќе години наназад. Бројот на случаи на семејно насилство кои што се зголемува, барем онолку колку што постојат и податоците, и она кое меѓу другото го карактеризираше и почетокот на оваа година или јануари 2026 месец и исклучително алармантен период со серија тешки случаи на семејно насилство, партнерско, сексуално и онлайн насилство во земјава. Националната мрежа против насилството врз жени и семејно насилство предупредува дека овие случаи не се изолирани инциденти, туку јасен показател за длабоко вкоренет и системски проблем, како и за сериозни институционални пропусти во превенцијата и заштитата на жртвите. Особено загрижува фактот што се поголем број жртви се деца и во физичкиот и во дигиталниот простор, додека насилството се почесто се префрла онлайн, каде што постојните закони не нудат соодветна заштита. Што не функционира во системот, каде се институционалните пропусти и кои се итните чекори што мора да се превземат за да се спречат нови трагедии. Утрово разговарам со гостите во моето студио или успешни личности секој во својот домен, особено на оваа тема. Заедно со мене во студиото доктор на кривично право и криминологија, психолог доктор Крста Маљановски и Ана Аврамовска-Нушкова, правна советничка од Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство. Добро утро и добро дојдовте во утринска нателма. Ви благодарам за поканата. Добро утро. Ви благодарам што сте секогаш отворени кога зборуваме за вакви важни прашања, особено кога ни е на тема семејното насилство, нешто кое што се провлекува како голем проблем во нашето општество, а истовремено има работи кои што се уште не се решени. За жал тоа се гледа со поголемиот број случаи на семејно насилство, барем оние кои што се пријавени. Пред малку или пред да почнеме со разговорот во живо, споменавме дали воопшто постои некоја точна или барем приближно точна статистика за тоа колку случаи на семејно насилство имаме и колку има, нели, дали се зголемува пријавувањето, иако за месец јануари барем она што МВР го извести е дека имавме дури 5 случаи на семејно насилство во еден ден, што е алармантно како што кажавме, но ајде да почнеме токму од таа статистика која што ја немаме како податок, како точен податок, бидејќи постојат различни места на кои што жртвите се пријавуваат. Повелете кои. Имате право. Инсистиравме во минатото да се пријавува. Што е можно повеќе да се пријавува семејното насилство? Можности за пријавување беше нелепеза на институции, почнувајќи од Центри за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, јавното правобранителство, па после невладините организации, сите, значи буквално секој човек можеше да пријави семејно насилство и ако го види од градинки, од лекари и така. Меѓутоа, за жал, некоја координираност нема. Ние навистина и покрај сите обиди да ја дознаеме бројката, скоро да и е невозможно да се дознае, тоа што не се координирани институциите. Така да, еве јас на пример, многу добро се ги добивам податоците од Републичкиот завод за социјални дејности, кои што со годишната програма секоја година ги добива податоци за семејно насилство, меѓутоа за пријавите во центрите за социјална работа, што е само еден дел, да кажеме, од останатите пријави, заради тоа што многу често пријавите се одат директно во полиција или во јавното обвинителство или невладините организации на свој начин. Значи, необходно е за било каква сериозно превземање на превентивни мерки да имаме бројките. Без бројки, скоро целосно бројките зборувам, без бројки е стварно тешко да се работи и да се види и понатамошните чекори што би требало да се превземат. Јас се согласувам со професорот, ние различни институции, различни бројки прикажуваат. Чисто ако земете еден пример од Министерството за внатрешни работи, колку имаме пријави за семејно насилство, и од Министерството за социјална политика, ќе ги видиме дискрепанца, односно разлика во тие бројки. Треба интегрирано водење, но она што е многу поважно е што Македонија сепак во просек е многу слабо се пријавува семејното насилство. Имаше обсес проведено една сеопфатна студија каде што кажа дека просекот е 2 до 3% на годишно ниво. Така да треба да се работи на превенцијата и на заштитата, се разбира како што и имавме на реакција во јануари месец, но во контекст на бројките многу е важно кога една жена ќе пријави насилство, што имаме ние како држава да ја понудиме на таа жена. Она што сакав само да го дополнам, бидејќи веќе нашата реакција за јануари месец ние цитиравте,
Во еден определен дел, само што ја објавивме реакцијата, нашето собрание веќе донесе некои измени на кривичниот закон, кои што можеме покасно во текот на разговор да ги напоменеме, бидејќи мислам дека се исклучително важни и за нашите гледачи, затоа што е во контекст на пријавувањето и кои нови кривични дела сега ќе може да ги пријавуваат. Да, и она кое што е важно е информираноста пред се, нели, на македонската јавност, особено за оние кои што можеби се соочуваат, бараат решение, се во дилема или немаат доволно доверба во институциите доколку имали претходно некакво непријатно искуство, дали треба или не треба да пријават, што е оно што ќе го добијат, а во спротивно да не трпат последици, нели, од дома, односно онаму каде што се случува семејното насилство. Ако зборуваме за овој, иако рековме нема прецизни податоци, сепак се забележува раст, односно веќе во јануари имавме обелоденување на овие поголем број на случаи. На што се должи овој бран и зошто токму јануари е месец кој што бележи поголем број на пријави за семејно насилство? Покрај јануари, интересно е што и месеците во летниот период исто така ги имаме. Што значи тоа? Пред неколку години, дури од Светска здравствена организација се претпоставуваше дека во рапиден пораст ќе биде депресијата. Со зголемување на светско ниво, мислам дека од 10%. Меѓутоа, со појавата на ковидот се случи нешто друго. Почна нагло да се зголемува анксиозноста. Депресијата е еден дел од анксиозните преметувања. Така да, во последно време, јас се сеќавам, во Центрите за социјална работа имавме годишно од прилика 150 до 200 пријавувања на семејно насилство, да рапидно се зголеми бројот на пријавувањата. Сите овие кампањи вродија делумно со плод. Значи, пријавувајте, знаете што е семејно насилство, препознаете го, никој не е должен да трпи, особено жената. Добивме соодветни механизми. Меѓутоа, тие механизми, веројатно, знаете, семејното насилство, ако не се реагира институционално, брзо, заради тоа што тука се повеќе инволвирани институции. Покрај центрите, тука ги имаме Министерството за здравство, после Министерството за внатрешни работи, па го имате после тоа сместувањето на жртвите, брзината на реагирањето на судовите. Знаете, судската пресуда што е можно побрзо да се реализира, а тоа законот и го пропишува. Значи, ние мора многу брзо да се реагира и виновникот да биде соодветно казнен. Зошто зборуваме за јануар? Заради тоа што тај сплет на околности, велиме, најдолгиот месец во годината. Постпразнично? Празнични, многу долг период, брачните партнери се заедно. Имаме ред празници во овој месец. Консумирањето на најразлични средства. Близината која е непосредна заради овие слободни денови, истото нешто како што и во летото. Меѓутоа, тука имаме консумирање на алкохол и сите тие работи. Така да, тоа е може би причина. Затвореноста, зимскиот период, насоченоста еден кон друг и нормално психичката состојба на сторителот на кривичното дело. Или период кој што е показател дека постои такво нешто, само треба таков период за тоа да исклива на површина. Вашиот гостин е психолог, јас не можам да говорам конкретно на таа тема зошто баш јануари, но на што ние го гледаме има пораст. Од една страна го гледаме како позитивен исчекор од однос на тоа што сите овие кампањи, не само кампањи, него ние работиме на зајакнување на женските локални организации, каде што локално може да ја прошират информацијата, да делуваат, за да стигнат до сите. Имате во предвид дека Македонија има и рурални места, помали места, каде што не секогаш стигнуваат сите информации навремено. Она што е многу важно во целата ова ситуација е кога една жена ќе пријави, бидејќи веќе го напоменав тоа, како ќе се биде спроведена на целокупниот систем. Не само на заштита, него и како понатака она ќе се реинтегрира, за да може да се врати и да се живее надвор од таа насилна средина.
Ние приметивме дека за време на ковид немаше толку баш оние ударни месеци, 3, да речам најударните во 2020 година, немаше толку многу пријави, но откако се ослободија малку и се отворија, немаше веќе такви карантински денови, олабавија малку тие мерки каде што се чуваат затворени луѓето, приметивме дека има зголемен број, но исто така во полиција голем број на поплаки. Поплаките може би беа тридуплирани од односно на нормално годишно што го регистрира Министерството за внатрешни работи. Што значи дека луѓето почнуваат да го препознаваат, но се уште им треба самодоверба, бидејќи само жртвата знае како и само таа може да ја донесе одлуката да го пријави насилството. Така е. Да. Знаете што, во потпуно се служувам со колешката, еден проблем, за семејно насилство би требало да работат луѓе што навистина се сензитивни и што го разбираат тоа. Тоа не значи да го претрпеле па да бидат соодветни експерти, али не и да ги одбиваат пријавите. Знаете, пријавата носи огромен ризик. Замислете да во центрите за социјална работа да се убедува жртвата да ја повлече тужбата. Многу лесно тоа се случува, заради тоа што најчесто во животот жената е економски зависна. Кога ќе бидат оние аргументи кажувани, па што ќе правиш со без работа, со работа, па децата кај ќе бидат сместени. Ние ги имаме шелтер центрите, односно за згрижување. Меѓутоа, тоа е вештачко сместување на една особа која е исклучително травматизирана и која по проценка на стручните работници е загрозен животот. Вие сместувате жртвата, а насилникот во основа го оставате во домот. Што треба да е обратно. Што би требало на крајот на крајшта да биде обратно. Тука тој систем на пријавување, пресудување би требало да се реагира многу брзо. Многу и ефикасно. Значи да за секое дело секој би требало да одговара. Зборувам за кривични дела и апсолутно да, но нели кога веќе ова констатирано и колку што паметам него кажувате за прв пат и веројатно го знаат ова го знаат оние кои што работат на оваа област, веројатно тоа треба да има слух од страна на институциите или ако велиме на времено реагирање и грижа на системот за граѓаните или на оние институции кои што се надлежни за тоа. А ако веќе тоа е констатирано како проблем, а се повторува и се зголемува бројот на случаи, тогаш зошто такви луѓе без емпатија се ставаат на тие позиции и зошто не се направи една вистинска контрола? Тоа е нешто каде што очигледно системот потврла. Да. Добро, тоа се државни институции, тука си има посебници, има Министерство за административни тестови полагат и како и да е. Она што е многу важно што државата треба за кои да било, да трнеме на страна семејното насилство или родовото засновано насилство, за каков и да е национален акциски план што се носи или некоја стратегија, ние мора да имаме предвидено пари од државниот буџет. Така ќе инвестираме во тие професионалци, може би има емпатија, може би не знае. Не се инвестира може би во тој професионалец што работи, независно од која од овие институции сме ги спомнале. Зато има предвидени модули, обуки, каде што ќе може да се доусовршуваат. Никој од факултет не излегол учен, сите сме работеле, сме стекнувале пракса и искуство, а ова материја е жива, се менуваат закони, се носат нови стандарди, се ратификуваат меѓународни документи, каде што и како на едно лице кое што работи на неопределена позиција, посебно во центрите за социјална работа, треба да се инвестира во нив со континуирани обуки и доусовршувања. Тоа треба да биде исто и во предвидено во модулите кај што се образуваат нашите идни обвинители, суди, веќе стекнатите позиции каде што одат на доусовршување. Исто така треба да се говори на оваа тема, како би можеле ние сите да се едуцираме. Впрочем и нашиот закон тоа го предвидува. И не сега само да ги повикуваме вработените од центрите за социјална работа, судството или ова. Сите буквално здравствени работници кои што се исто така голема клучна алка во овој цел систем кој што треба да се даде и превенција и заштита на жртвите. Наставниците, учителите, учителките во градинка, работодавачите, представници на синдикати, сите треба, значи да се вклучи приватниот сектор, сите треба да бидеме запознаени со едни основни информации, да се препознае насилството, кои се основните форми, кои се моите права, каде можам да пријавам. Така да
Тоа е она што го зборуваме сеопфатна превенција. Не е само кампања 16 дена активизам и сме завршиле работата. Апсолутно не. Затоа треба да се инвестира и не само во специализираните услуги, ги спомна професорот, шелтер центрите. Имаме, а колку се функционални, покажа Државниот завод за ревизија. Не е само да воспоставиме нешто и како бројка да го преброиме, еве ние имаме и ги задоволуваме стандардите на Советна Европа. Тоа треба да биде функционално и треба да биде направен по сите стандарди. 24 часовен надзор, континуирана психолошка помош и поддршка на таа жртва. Спомна професорот колку се травматизирани жените. И трета работа, активно применување на сите законски одредби. Полицијата во случај на пријава без согласност на жртвата која процени ситуацијата може да предложи на судот итни мерки за заштита, а тие се многу важни: отстранување на сторителот од домот, забрана за приближување од 10 до 30 дена и тоа веднаш итна во рок од 24 часа да се изрече. Така жртвата останува дома, на децата не им правиме стрес да ги носиме во шелтри, ограничување на телефонската комуникација, бидејќи нели шелтерот е тајна, заслоништата се на тајна локација, преместување во други училишта, а насилникот си останува дома, се гледа телевизија и баш му е гајле, чека да види дали ќе го повикаат на суд. Само што го спомнав. Втора работа, кога веќе зборуваме на судските постапки, гонењето апсолутно е предвидено во нашите од закон, не мора да зборуваме за меѓународните, но кои се пресудите кои што се носат, која е висината на казните која што се изрекува. Ние повеќето пресуди што сме ги мониторирале, а се однесувале на загрозување на сигурност, телесна повреда, завршуваат со условна осуда, алтернативни мерки се изрекуваат, што и како дава како ветер во грб на сторителите дека и како може да го повтори, и не само за него лично, бидејќи казната, санкцијата има и за широката популација. Дејство ќе рече, па комшијата не го казна, можем и јас тоа да си го дозволам. Така да многу е важна казнивоста и не само казнивоста, него висината на казната, што е јасен сигнал како општество каде стоиме во овој момент. Знаете, постојат проблеми. Голем дел од персоналот што се вработени во институциите се обучени. Знам сигурно, апсолутно, дека голем дел од социјалните работници, психолози, социолози, сите се обучени. Голем дел од инспекторите за оваа проблематика се обучени. Да. Судиите, тука е веќе еден мал проблем. Сметам дека дури целата онаа тела која работи со оваа проблематика не би требало да се менува. Да идат од едно место на едно работно место. Знаете, искуството си го прави и проценките што се. Не може мене да процени човек кој е многу вработен и кој можеби недоволно обучен да ја продолжи постапката. Ние имаме прекрасни закони во однос на семејното наследство. Бесплатно здравствено осигурување, прегледи, сите тие работи што треба да се направат. Социјалниот работник треба да биде со жртвата, да ја одведе на сите на тие места за да се добијат соодветните. Судот и да се пренесе одговорноста на судот. Ова е ризичен случај, би требало да судот одлучува. Висината на казата стварно, тоа е стварно невидена работа, мислам. Јас пред малку така во еден разговор кажам, една тенденција во светот е да дури не застаруваат делата од областа на правото во врска со родосквернувањето или инцестот. Не застаруваат. Ние во нашиот кривичен закон имаме 2 члена каде што делата не застаруваат. Геноцидот и масовното убиство. Дури, знаете, последиците од ваквото злоставување се страшни. И долготрајни. Долготрајни. Тешко тоа дете кое на 4, 5, 7 години е злоставено од својот родител, сексуално злоставено, а последиците доаѓаат на 20, 30, 40 години, каде што станува потполно нефункционална тоа практично уништување на еден целиот живот, апсолутно. Генерацијски. Да, генерацијски. Сега, пред малку го коментиравме. Семејното наследство, знаете,
има некои показатели дека е наследно. Се наследува. Ако мојот татко и мојата мајка понекогаш и физички се средувале, Да. тогаш и јас сум го гледал тоа и го пренесувам и на моето семејство. Дајте, тој ланец треба да се прекине. Ние сме мултинационална средина. Голем дел, и страшно патриархално да се разбереме, не се пријавуваат. Тоа е срам за семејството, срам за околината, срам за роднините, или она флускула, си се омажила, тамо ти е местото, не смеш да се вратиш дома. Да, што конечно мислам дека треба да се промени ако зборуваме за меѓу другото поддршката која што треба да дадат институциите, но и оние кои што се дел од работата со самите жртви, истовремено за да се зголеми, да се добие довербата, а истовремено во однос на информациите да се подигне токму таа свест зошто треба да се пријавува и зошто не треба да се седи во една таква нездрава средина која што е лош пример за децата. Ако може само да додадам, бидејќи веќе го спомнавме и економската зависност ја спомнавме, нашата статистика кажува дека домувањето е број 1 кога станува збор за жените. Значи, да ја напуштам јас насилната средина. Ако немам поддршка од најблиските, гледајќи наназад на сите овие родови стереотипи, патриархални, осуда од околината, неприфаќање од родителите, и како на една жена е многу тешко, посебно ако има малолетни деца со неа, е многу тешко да ја напушти насилната средина. И затоа кога говориме, законот ни е одличен, ама еве програмата за реинтеграција која што предвидува неколку работи, како прво подолгорочно домување, тоа е помош привремено, не да ставиме во шелтер и ништо да не се случува, подолгорочното домување. Втора работа што исто многу важна, подолготрајна помош, парична. Сега имаме само еднократна парична помош ако си жртва на семено насилство, него подолготрајна, во зависност нормално од условите кои што ги има за да застане на нозе таа жена, и обуки и доусовршување согласно нејзините афинитети и капацитети, како би можела да заземе некое поконкурентно работно место кое што ќе дозволи повисоки месечни примања. И само така ние ќе реинтегрираме нејзините деца и ќе го прекинеме ова трансгенерацијско, да речеме, наследување на насилството. Не сакам да не свата дека ние нешто генетски зборуваме дека во гените, него едноставно тој е еден рол модел кој што како растат, така и што гледаат. Да, како настан што се гледало, бидејќи тоа го говорат и сите истражувања, децата се секако жртви на насилство, во едно семејство има насилство. Независно дали се директно инволвирани во тоа или индиректно од страна го гледаат, го слушаат и го живеат едноставно во семејството. И затоа тука треба најмногу да биде јака државата, бидејќи станува збор за деца и одговорноста е дупла. И од родителите, и од државата, за да ги заштити и да не живеат повеќе во оваа насилна средина. И затоа и може би грубо звучи кога викаме парите и буџетот, но без определени финансиски средства, ниту ќе се инвестира во професионалците, ниту ќе имаме соодветни советувалишта, шелтер центри, SOS достапни линии, ниту пак имаме можност за правилно да ја реинтегрираме жртвата и да го прекинеме кругот на насилството. И многу е важно државата колку пари ќе одвои и е индикатор со парите што ги одвојува колку е заинтересирана да го реши овој општествен проблем. Да. И некако овие работи се зборуваат, се потенцираат, се јасни, се дефинирани. Вие како дел од националната мрежа и како представник од истата, зборувате и за истражувањата и за статистиките кои што ги прави мрежата, при тоа пред малку споменавте каква треба да биде поврзараноста и координираноста помеѓу институциите кои што ја имаат важната и клучна улога за делумно решение, да речеме ако може да се оди кон решение со овој општествен проблем, но ако веќе тоа сето се знае и ако чекорите се познати и представени, тогаш каде би го виделе недостатокот од таа реализација, бидејќи години наназад се зборува за ова и некако не само што нема резултат или одговор, туку напротив ние добиваме и статистики, односно податоци кои што се пријавени семејни насилства во поголем број. Што значи каде е недостатокот да тоа што го имате како конкретно решение, како мрежа која што го нудите, да се реализира, да се спроведе? Добро, ние сме невладена организација, ние сме тука во ред, ама го имате вашиот глас, така? Да, ние сме коректор на власта, така да кажуваме
застапуваме, но од друга страна имаме советувалишни центри каде што даваме директна помош и поддршка на жените жртви на насилство. Така да она што и претходно ви го кажав, наједноставно да биде кога секој професионалец ќе се работи работата за кој што е платен, каде што е поставен, ќе имаме многу подобар систем и само така ќе го вратиме довербата во институциите. Ако една жена не верува дека полицајецот ќе помогне, тогаш ништо не правиме, никако невладина, никако професори, мора системот да функционира за тоа што е даден таму. И секој треба да се работи работата. Ако е полицаец, имаш закон за спречување и заштита од насилство, имаш закон за полиција, тој самиот закон предвидува дека треба како полицаец да гарантираш безбедноста на сите граѓани во нашата држава. Или во центрите, значи, тоа е едната алка, кога секој ќе се работи работата како што треба, другата алка кога и државата ќе инвестира не само во обуки, не само во средства, него во доволно капацитети на вработени. Последниот извештај кажа дека нема доволно човечки ресурси во центрите за социјална работа. Луѓето се преоптоварени. Некои центри повеќе, некои центри помалку, но се преоптоварени. И тоа е факт и треба да се види каде системски може тоа да се измене, за да можеме ние друга кога ќе дојде кај нашето советувалиште на жена жртва на насилство. Зошто го кажувам ова? Ние не ограничуваме ни временски ни ништо. Може да седи ако сака и 4 сата. Да се зборува, да се направи проценка на ризик, да се види кои се низините права. Сакаш да пријавиш, не сакаш да пријавиш, сепак одлуката е на жртвата дали сака да пријави. Некогаш доаѓаат само да се информираат. Кои ми се правата, што ако се разведам, што со имотот, што со децата, што со моето образование, што со мојата работа. Тоа е многу важно и како Па тоа им ја дава сигурноста, дали понатака може да го направат следниот чек. Работа е придружбата. Значи, ако веќе се реши да се пријави насилството, ќе се има придружник кој што, ете да речеме, ќе помогне во процесот или ќе го олесни процесот на пријавување. Да. Доктор Крсте, вие пак сте сведок во вашата работа на жртви на насилство кои што токму таков непријатен однос имале со личности кои што треба да. Замислете да се обидуваат да ги убедат да повлечат тужбата. А се гледа и физички дека да не кажувам примери. Меѓутоа друго сакам да кажам, што да на еден начин ми дава некаков оптимизам. Ние гледаме бројките на разводите. Рапидно зголемување на бројките на разводите, барем за Скопје или беше и за државата, кажам. Што значи тоа? Од една страна, да, лошо е разводот се. Меѓутоа очигледно е дека не штимало нешто во тоа семејство и се одлучиле да се разведат. Никој не се разведува од тоа што му е добро, прекрасно или така. Зборам контрадикторни работи, меѓутоа и тоа мора да се свати. Да не ги гледаме многу, затоа што онаа флоскула подобар развод отколку лош брак, негде е навистина така. Координацијата ние имаме дури и временски определено за колку време се пријавува бесплатна здравствена помош, бесплатна правна помош за жртвите на семејно насилство. Све е тоа регулирано, меѓутоа тоа треба да биде москавично да се реагира. Да москавично да биде спроведено. Инаку, вие ако оставите долго време да размисла, како што рече колешката, па што ќе правам, кај ќе се вратам, што ќе работам? Имате стигматизација и од работодавачите, затоа што на крајот на криштата никој не сака да на секој ден на врата му доаѓа некој насилник и да ја бара својата супруга или жена или бивша и да му прави проблеми на работа. Тука навистина многу системски би требало многу да се работи околу целата таа проблематика. Дополнително стравот се појавува кога имаме, за жал, имаме кај нас фемициди, кои токму поради ненавременото реагирање на институциите и насилство пријавувано, а потоа недоволна реакција од институциите, доведува до фемицид. И минатата година се соочивме со една таква трагедија. Имавме примери каде што е пријавувано, но некако сето тоа веројатно не сватено доволно сериозно, па жената морала да го снима собствениот сопруг како го тепа собственото дете, каде што тоа морало со видео да биде прикажано, тогаш веќе беа превземени мерки, притвори таму законски какви да следува. Знаете што некој резидување постои во сите институции.
Некој ги прифаќа овие докази што слики, видео материјали и сите. Некој не ги прифаќа. Некои судии го прифаќаат како доказен материјал. Некој не го прифаќа. Мислам, сето тоа допринесува за една апсолутна несигурност. Заради тоа што ако еднашка биде одбиена, вратена, ако тогаш не биде прекратено семејното насилство, оно ќе продолжи. И Ништо не ми се ескалира со случило, убиство. не ми се случило, не ми се. А од друга страна, исклучително е тешко да се процени. Знаете, да се проценат следните чекори на насилникот. Па тоа е превенцијата, прогнозата, тоа е спречувањето. Меѓутоа, тука треба на вистина огромна внимателност, огромна стручност, искуство, да се предвиди некое однесување дека ќе заврши вака и вака. Од таа страна, одговорноста се префрла на оној што одлучува. Тоа е судот. Да. Затоа што јас како социјален работник, педагог, психолог, го гледам, меѓутоа не знам што му стои во глава. Од друга страна, кога целиот предмет ќе биде пребацен во суд, тогаш веќе почнуваат сериозни, многу сериозни работи што може да се случат. Си ме пријавила на суд, сега ќе видиш. Или ќе ти направам нешто, знаејќи дека постои можност да биде осуден, да биде сместен во затвор и да биде Значи сите тие работи би требало да се земат. Затоа системот предвидува еден план за безбедност што треба да биде подготвен од мултисекторскиот тим кој што постапува, односно од центрите за социјална работа заедно со полицијата. Така да не е туку така пишан тој план, тоа е предвидено. Така е, апсолутно. Тоа е предвидено за да биде некако обезбедна, затоа што ние можеби не ги знаеме идните чекори на сторителот, но претпоставуваме дека кога ќе го почне процесот, кога ќе пријави, дека може дома насилството да ескалира. И затоа имаме и кризни центри за интервентно сместување, шелтер центри, имаме привремени мерки за заштита, итни мерки за заштита да се отстрани. Тоа е тоа што се прави. Затоа што штом законодавецот го предвидел, сигурно врз основа на нешто е предвидено тоа. И планот за безбедност. А во однос на фемицидите, значи, бројките се фрапантни, еве го спомнавме јануари, освен 2022 година, ние само сега во овој јануари имаме 2 убиени жени. Едната ни беше во Богданци, а другата во Битола подлегна на повредите кога ја претепа внукот. Значи на тоа насилство продолжува и е најтешка форма на насилство што може да се случи, за жал, фрапантно со губење на еден човечки живот. Целта е да не се дојде до фемицидот. Затоа веќе го регулиравме демнењето, сексуалното вознемирување. Еве сега се воведи ново кривично дело за споделување на интимни фотографии, дека ќе биде криминализирано. Имаме други кривични дела. Се е тоа регулирано за да не дојде до ова најфаталното убиство, да заврши со убиство. Еден пит е прилично проблематичен, навистина е страшен. Тоа е нападот врз старите лица во семејство. Апсолутно има. Тоа е навистина страшно нешто, да се нападне дедо, баба за некои минимални средства од најразлични причини, а знаеме кои се отприлика причините за нападите во вакви ситуации. Тоа е страшно, језиво. Стварно, ако не дај Боже да заврши со убиство или така работа, што и тоа може да се случи. Тоа се случува, ние веќе имаме зачестено. Така. Длабоко вкоренет проблем во општеството кој што трае и со оглед на и пропустите во минатото и тоа посочување на одредени нешта кои што не функционираат, а сепак имаме законски регулативи кои што треба да се почитуваат, доведува до оваа бројка за која што сме фрапирани, но истовремено зборуваме и повторно се наваќаме на таа превенција, иако ако зборуваме за кога веќе е дојдено до семено насилство, за превенцијата е доцна да се зборува, но ако зборуваме за пријавувањето, а да не дојде до некој таков трагичен настан, тоа е веќе некој начин на превенирање. И бидејќи се ближиме кон крајот на оваа долга тема за која што секогаш ни недостасува време плюс, и веќе го заокружиме овој наш разговор со вашите и пораки и апели, бидејќи вие сте и двајцата луѓе кои што сте во комуникација со жртви на семено насилство, со луѓе кои што веројатно имаат безброј прашања во глава, со луѓе кои што се соочуваат и со повреди и прашања каде или како понатаму, за оние кои што не следат и кои што можеби се соочуваат со таков проблем, а се уште страв во однос на пријавувањето, што е она кон кое што треба да се насочат, како да се погледне на проблемот во очи и да се обелодени вистината, а при тоа без страв и обраќање на, да речеме,
вистинското место. Моја сугестија е да односно пријавувањето да после првиот атак, напад или од било кој дел на поделба кој правиме да биде пријавено. Да биде пријавено веднаш, затоа што ако не се пријави, може да продолжи, а може да биде фатално. Да. Значи во секој случај по цена на развод, по цена на одење на суд и желба да од општеството биде прифатено тоа, да навистина многу брзо се реагира. Да се реагира па со и преструктурирање на судовите, со послепладневно работење на семејните судови кај што ги има во светот. Така да тоа дежурни судии кои за овој проблем, затоа што ние не знаеме следниот момент што ќе се случи со таа жена. Да. Може да биде Да. Да. Што всушност не знаеме, оние што ги пријавуваат еднаш, два пати, неколку пати, веќе секако е евидентирани, но постојат жени кои што тоа или членови на семејството кои што тоа го трпат и со години без воопшто да пријават. Би дополнала, значи семеното наследство и да веќе живееме во семено наследство, пак е многу важна превенција заради овие трансгенерацијски идни наследства што може да се случат. Јас претпоставувам дека ова треба да го затвориме и да им се обратиме на жените што никогаш не пријавиле наследство, а живеат во насилна средина. Статистиката покажала дека ниту една жена од првиот да речем таков инцидент не отишла веднаш да го пријави насилството. Она што треба да знае дека има институции, има професионалци во институциите, има невладини организации каде што може да се обрати за совет и поддршка и дека не е единствена што и се случува, да не се срами дека само нејзи нешто и се случува, познавајќи ги сите овие патриархални норми и осуди од околината или неприфаќање од семејството и дека само треба да се реши да се работи на својата самодоверба. Психолошка помош и поддршка, подолгорочна се разбира до усовршување во однос на работа како би можела со самостој, но мора да го пријави, мора да го преземе првиот чекор. Да, ете тоа нека бидете нашата порака или заклучок од денешната тема, која што, како што реков, е опширна и има многу што да се зборува, затоа ние во континуитет од време на време ги отвораме овие теми се со цел да информираме и за состојбата и се разбира да апелираме. Ви благодарам за вашето време и за гостувањето. И јас верувам дека со ваквите разговори, но и со вашата работа, секој во својата област, дека ќе придонесеме малку повеќе да се освестат барем жртвите, да едноставно ја побараат помошта и некако да дојдеме до некоја намалување на бројката, што зависи се разбира и од други фактори. Така. И повторно ги речеме системско решавање на овој проблем. Ви благодарам. Ви благодарам.